Бовин, круна на македонските вина. Добро вечер, драги мои. Добре ве најдовме уште една вечер добро расположени во вашите домови. Добре ве најдовме со Македониум во живо. Одамна не сме се виделе во живо. Имавме работа во меѓувреме, како што знаете, ги пречекавме и ги испративме луѓето што ја сочинуваа највисоката делегација од земјите на Хунзите. Да, Господ, она што го говоревме долго време наназад во Македониум, се реализираше во целост и во потполност, можем да кажем, онака како што го планиравме. Значи, убавите божества беа со нас, а и не може да не бидат кога станува збор за една историска мисија со чиста мисла, потврдување на македонската вистина уште еднаш после 23 века на вистински начин, онака како што заслужуваат и тие, а бога ми и ние, вака намачени и напатени во сред унакрсен оган од разни офензиви наоколу. Тоа беше вистински начин и вистински момент да се почувствуваме горди едни на други, да си дадеме сила едни на други. Ми се чини дека ништо нема да биде повеќе исто како пред тоа. Вечерва, велам добро вечер во студиото на Македониум за еден редок господин, македонист за кого сум слушала уште многу пред да го запознаам. Значи, долги години наназад него го вбројуваат како еден од најголемите македонисти. Значи, луѓето што трагаат по македонската вистина многу одамна, кога тоа овде многу мал број на луѓе го правеа. Дури со оглед на тоа што не живее постојано во Македонија, туку во Дизелдорф, во Германија, едно време имав и намера да одам да го барам и да го снимам таму каде што живее. Меѓутоа, еве, тоа е тука, во Скопје, и вечерва е во нашето студио. Да го поздравиме заедно господинот Ристо Поповски. Добре дојдовте во Македониум. Фала ви многу. Реков и преска, и пред малку, пред 10 секунди, значи вие сте еден од оние луѓе кои го предизвикале мојот интерес како новинар, професионален интерес, многу години наназад. Веројатно кога прв пат сум прочитала нешто за вас, а потоа и сум слушала многу од наши заеднички пријатели на оваа наша македонистичка линија исто така. Она што јас го знам за вас, пред да ве запознам и пред да ми кажат било што, дека ја имате најголемата, можеби, архива од материјали поврзани со Македонија, дека поседувате во лична собственост над 10.000 книги поврзани со Македонија и македонската вистина, и уште таму каде што го прочитав постоеше исто така и еден додаток достапни за секој македонец кој тргнал по патот на вистината. Баш така. Па, видите, после одвојувањето од распадот на Југославија, почна со Македонија да се прават игри на Балканот и јас се заинтересирав да видам што е работата и трагайки по Македонија, за да ја помогнам на мојата татковина, почнав да собирам материјали и така по разни така антички пазари, што викаат во Германија, собирав, купував книги, одев после тоа, кога се уште повеќе заинтересирав за Македонија, почнав да барам по интернет, одев низ разни архиви, патував низ разни градови низ Европа, така да собрав навистина на голема архива за Македонија, што е многу интересантна и ретка. Има многу големи материјали. Јас од тие материјали ги црпам моето знање и покушавам со неколку една група на македонци, им ги ставам на располагање, им праќам и слики и материјали и така натака, да ние соработуваме. И самите, извините, самите гледате дека ние и со Ангелина Маркус и со Пандил Косторски напишавме неколку книги, Ангелина напиша неколку сама. Направивме голем напредок према македонската историја. Тоа што вие го направивте во тој одреден период, а тоа не беше многу одамна, пред многу малку години, меѓутоа беше
револуционерен потек за ова обкружување и оваа јавност зачмаена, заспана, несвесна, неосвестена за себе. Ми се чини дека, ако ништо друго, тие луѓе како вас, Еве Костурски и Ангелина Маркус и Симе Пандевски, еден ден треба, нели, историјата да ги забележи како луѓе што помогнале и први го направиле тој прв чекор на освестување на другите браќата, собраќата, македонците, браќата по крв, што би се рекло. Да кажам неколку збора за вас, ама ќе прочитам од оваа белешка позади последнава книга, на крајот од последнава книга. Значи, Ристо Поповски е роден во село Пъпли, Леринско, Беломорска Македонија, на 29.11.47. Сирак, уште од детството, татко му Стојан ги оставил коските да му се белеат до ден денес на планината Грамос, каде што се воделе најтешките и најкрвавите борби за ослободување на Македонија. Во офанзивата која ја водел грчкиот окупатор во 1949 година, неговото семејство било протерено од своето вековно огниште заедно со илјадници други македонци и принудено да бега прво во Албанија, а подоцна во Полска, каде што живеел во повеќе домови за деца на протераните македонци. Во 58-та се враќа во Македонија и живее во домот за деца на протераните македонци 11 октомври. Се до 68-та, кога заминува во Германија, каде што и до ден денес твори и пишува за неговата татковина и за неговата македонска кауза. Говори повеќе јазици, а оние што го познаваат го сметаат за афирматор, публицист, историчар, писател и борец за правата на македонците. Значи, тоа е накратко еден краток опис на мене. На вас, на вашата личност, на она што произлегува од вашата македонска душа, би се рекло. Јас не би сакал да се фалам, меѓутоа јас самиот лично кажам дека сум македонист. Тоа јасно и гласно секаде го зборувам. И јас како таков сум уедно и александрист. Затоа што мојата главна тема е Александар Македонски. Сум окупиран, се околу него што се наоѓа, така да можда еден од светските познаватели на Александар Македонски. Добро, ако веројатно сите што тргнале по тој пат, најсветлата точка на враќањето кон самите себе си за нас македонците е сепак Александар. Како една најзначајна фигура кон која можеме да се вратиме, кон која можеме, нели, по патот да најдеме доволен број на податоци, информации запишани од старите историчари, преведени вака, така или онака, меѓутоа и помеѓу разните преводи можеме да ја пронајдеме вистината, а наоѓајќи ја за него се пронаоѓаме и себе си. Александар, меѓу другото, беше точката на поврзување и со нашиве гости од Хунза. И тоа е тој што практично не поврза и после 23 века. Поради оваа вест бев дојден во Македонија. Дојдов да си го видам мојот македонски цар и имав прилика со него и да зборувам, со неговата фамилија, со принцот, и многу ме одушевија, поготово што тие раскажуваа како поминале низ Македонија, што доживеале и кажа дека истите обичаи што ги вишле овдека во Македонија, истите се таму кај нив, така да тие се осеќале потполно дома овдека. Дека се дома. Тие никој момент не помисле дека се во некоја друга држава. И мене што ме највише израдува од целото ова беше што јас, кога ги слушав нивните зборови, го осеќав истото оно што они го осетиле приликом целата посета низ Македонија како минувале. Затоа што Александар Македонски се представува пред светот многу поинаку него што стварноста тоа го кажува. Оти Александар Македонски не тргнал да освојува неког. Тоа било таму Македонија кај што тој тргнал. Од Шпанија до Индија. Ајде да ја кажеме оваа теорија, затоа што по се изгледа дека е најверодостојна, затоа што мислам, прв пат ја слушам од вас, иако ја слушнав и од нив, кога бев таму. Значи... Македонија било од Шпанија до Индија. Тоа е факт што не може никој да го побие. Меѓутоа, тој, само да кажем, Александар кој тргнал со својата, со 40.000 војска. Него не му е дадена војската за да војува. Војската му е дадена да го чува Божиот син, кој се родил таму, пак во Македонија, во светата земја.
И тој тргнал на тој пат, он морал да го помине тој пат од Пела, така наречен царски пат према Индија, кој го поминале пред него неговите прадедовци како Македон, Дион, Херакле, и он како последниот во тоа време, Александар Македонски, тргнува на истиот пат. Истото го поминува за да си ги види своите поколенија. Со илјадници години кои изминале, он иде да ги посети сите. Меѓутоа, во целото тоа царство, кое е така наречено персиско, кое било персиско, јас ќе го објаснам тоа после, ќе ви кажам како е, тој тргнува на патот и ги сретнува македонците. На некој место е он од македонците примен како нивни Божи син, во некој место од персијанските, кај што се живееле персијанците, бил напаѓан од војска, од нивната војска, така да доваѓало до војни. Так. Тој кога одел на тој пат, тамо кај што ги сретнува македонците, останале некои од војската. Тие се женели меѓу себе, некои влегли и во армијата на Александар Македонски, така да овие кога се вратиле тезата дека таму отишол Александар Македонски и оставил војска на тоа место кај денес кај што се наоѓаат ханзите, е делимично тачно, меѓутоа тамо си живееле од секогаш македонци. Да. И оните самите го кажуваат, тоа не е само... Нивната приказна кога јас бев таму беше следнава. Значи, и тие имаат две теории. Првата теорија е дека останале во големиот поход македонски кога македонската фаланга стигнала до таа како најисточна точка. А втората, според нив, како што сами ја раскажуваат, вели друга приказна, вели дека ние и пред Александар сме дошле овде. Да, тие биле таму. Значи, и со самото доаѓање, исто така, тргнати од Македонија, меѓутоа дошле до таму. Значи, постојат некои моменти кои допрва треба да ги анализираме, да ги истражуваме и да ги доведеме на ниво на некаква, сепак, вистина за нас, бидејќи она што не интересира е вистината каква и да е. Баш така, јас би сакал се уште нешто да кажам. Ние погрешно македонските некогаш мислиме дека Александар Македонски сето тоа го постигнал. Не е точно. Неговиот татко Филип, втори, таа доминантна личност, фигура во македонската историја која да не бил таткото толку силен, да не му припремил на својот син подлога, Александар не би постигнал тоа све. Значи, Филип е тој кој ги обединил македонците. Јас би почнал, да почнеме од почетокот. Значи, со ханзите да завршиме, за да разбереме работавот и многу убава и многу голема. Ја би почнал овако. Јас имам редок соговорник вечерва, почитувани мои, ќе му дозволам повеќе да зборува тој. Повелете, господин Поповски. Па видите, Божјата мајка, Ма, така наречена, кога го створила својот син, Божји син, крал,